нападите на владата. Ние моравме да го чекаме понеделникот како и да е. Иако ние дури за време на викендот воспоставивме комуникација со врвните луѓе во Организацијата на Обединетите нации преку мобилни разговори по мобилни телефони и така натаму, меѓутоа мораше се чека понеделник за да се направи конкретни очекори и да се исправи, еве да кажеме, техничката грешка. И тука беше перфектно до максимум користена оваа можност да се нападне владата, Никола Груевски, Антонио Милошевски. Готово го дава, во нашето име него дава примета, вие го. Веќе во понеделникот таа работа беше исправена, добивме извинување јавно. И по мене тоа излезе дипломатски успех. Значи од обид да се прикаже како тежок дипломатски пораз, мислам дека дали А1 телевизија или кој беше кажа нов дебакал на владата, таков некој бомбастичен наслов, нормално не ми беше пријатно, а не можев ништо да преземам за време на викенд. Значи нема никој, не работи никој во Обединетите нации, освен чуварите и не знам, обезбедувањето, друг човек нема таму. Можете да најдете некој по телефон, ама тој си е или дома или на викенд и така натаму. Дојде понеделникот, тоа го средивме и по мене тоа не е дипломатски пораз. Ние напротив имавме дипломатски успех, што успеавме експресно да ја средиме таа работа. Значи првиот работен ден тоа излезе кај нас петок навечер, сабота и недела беа викенд, понеделник сабајле по американско време беше веќе решено и добивме јавно извинување. Еве сега да кога е веќе кај напад кај владата, еве неколку напади кои јас ќе ги прочитам, односно ќе ти ги поставам како прашање. Па да ги пројдеме едно по едно. Македонија е блокирана и изолирана. Еден од најсилните напади тоа. Да, тоа е доминантно Како уште од времето на претседателските избори. Ако се сеќавате, тогаш беше со посебно силна димензија, дека ние сме изолирани, блокирани и така натаму. Не знам како да го сватам тоа, само знам дека Ја не знам. 2 години поред имаме позитивен извештај за реформите, напредокот и модернизацијата од Европска унија. Имаме 2 години поред препорака за почеток на преговорите и укажување дека Македонија го достигнала степенот за почеток на финалните преговори и дека е спремна за тоа. Имаме 2 години поред ситуација во која што НАТО отворено кажува дека земјата е целосно квалификувана за членство во НАТО, само се чека разрешување на проблемот што го има отворено Грција. Имаме 2 години поред интензивен дипломатски диалог, контакти, комуникации. Блокирана и изолирана држава, која Сирија ја не се сеќавам веќе со кого од побитните луѓе во Европа и пошироко не сме се сретнали. Во Даунинг Стрит влегува првпат македонски премиер. Сирија ја признава и така натаму, тоа ниту ми личи мене блокирано, ниту ми личи изолирано. Мене исто така не ми личи. Блокирано може да личи Молдавија, да. Оваа влада како што има дипломатски контакти, дали ќе ги земете на претседателот, на премиерот, на министрот за надворешни, на другите министри, и Иванов се здроби да ги споредиме со претходните влади и квантитативно и квалитативно, еве, и да ги преброиме по квантитет и да ги бодуваме по квалитет. Неспоредливо е со било која претходна влада. Сега ние зборуваме во медиумите, читам за некакви тешкаши во дипломатијата од минатото и спомнуваат некои имиња, ја да не ги спомнам. Ама дај да извадиме што тие тешкаши направиле. Биле они тешкаши и некои ги нарекува тешкаши. И да ги споредиме некои од тие тешкаши со Антонио Милошевски кој што е 33 годишен. Меѓутоа да видиме со кого се сретнал. Да. Со кого се сретнал Антонио Милошевски, со кого се сретнал некој од тие како што некои од медиумите ги нарекуваат тешкаши. Со кого се сретнал Никола Груевски во тој период во кој што е на власт, е премиер, и неговите преходници, да видиме дали е која категорија. Да. Така што тоа е дел исто така од пропагандата дека сме изолирани и така натаму. Поентата е всушност дека сме блокирани. Да. Дека сме блокирани од Грција, тоа да. Грција не има блокирано за членството во НАТО и во ЕУ, односно за почеток на преговорите во ЕУ. И тоа е факт. И тоа не е заради нешто друго, заради тоа што, не знам, меѓународната заедница не сака и не изолира, туку заради тоа што Грција бара Република Македонија да го смени своето уставно име и идентитет. И тоа е едно сосема друго прашање. Сега, ако некој сака да каже дека ние треба веднаш да попуштиме, што ќе побараат грците да им дадеме, и тогаш да кажа дека веќе не сме изолирани, тоа е друго прашање. Но нема ниту еден параметар, освен блокадата на Грција за НАТО и за почеток на преговорите со ЕУ, кои што укажуваат на било каква блокада. Напротив, има засилена дипломатија, засилени контакти и тоа многу високи контакти.
Некам да редам имиња, не е моја работа тоа кажувам, меѓутоа да земе некој новина да ги направи споредбите на сите средби и така натаму ќе видите дека имаме сосема различна ситуација. Македонија е без демократија. Да, има и такви обвинувања, иако не можам да забележам во што е нема демократијата. Значи има целосна слобода на говор, на политички партии, имавме регуларни избори, имавме избори каде што регуларно одредени партии добија поголема, одредени помала подршка од граѓаните, така што и тоа не можам да го разберам. Имаме медиуми кои што може што сака да кажаат, кого сакаат да наклеветат, да го нападнат. И по мене имаме една од најнапаѓаните влади во историјата на нашата држава. Македонија економски назадува. Исто така, значи, ќе спомнам, 2007-2008 година, кога се уште кризата не беше започната, Македонија во сопствената историја го достигна највисокото ниво на економски развој, 6% раст на бруто домашниот производ или на економијата, кажано вака по симплифицирано, во 2007 и 5% во 2008 година, ќе беа и тогаш над 6, но последните 3 месеци во 2008 година фати кризата и тоа влијаеше да завршиме со 5%, но и 5% и 6% никогаш преходно во историјата на државата не се случили. 2 години во кои што извозот порасна за 60%, 2 години во кои што дојдоа најголем број на странски директни инвестиции и најголемо ниво, приближно 1 милиарда евра, 2 години во кои што невработеноста за прв пат почна да се намалува. Ќе ве потсетам, од 30, речиси 37, за само 2 години се намали на околу 32. 5% поени за 2 години. Ние да продолжиме со тоа темпо, да не се случише кризата, веќе за наредните 2 години ќе имаше уште 5% и ќе дојдевме на некаде 27% невработеност, а за уште 2 на 22, ако не ни се случише светската криза. Значи, никогаш во историјата на земјата се нема случено во 2 години да има пат за 5% поени на... Иако таа се уште е висока, не сакам да кажам дека сме го решили проблемот. Проблемот бил со 36,5 или 37% невработеност, паднал на приближно 32, мислам дека беше 31,7, така некако. Така што, од тој аспект не може да се каже за неуспешно. Не може да имате толку зголемен извоз, толку зголемен на бруто домашен производ, толку повеќе странски инвестиции, толку такво намалување на невработености, да не редам и други параметри, ги има многу, намалување на јавниот долг, предвремено враќање на јавниот долг, намалување на даноците, зголемување на пензиите на пензионерите за околу 1/3 во просек, зголемување на платите во јавниот сектор 2 пати по 10%. И ред други работи. Значи, не може да кажете дека вие имате економско назадување. Е сега нормално за време на кризата, кога во цел свет се отпуштаат вработени од јавниот сектор, кога во цел свет пропаѓаат банки и луѓето ги губат парите, кога во цел свет се намалуваат пензиите на пензионерите, кога во светот имаме ситуација на намалување и рестрикции во секој дел, нормално е во тој период да има во најмала рака барем едно стагнирање во растот на економијата. Минус 0,5 за мене е стагнирање, но еве, веќе оваа година имаме едно, иако бавно, сепак опоравување. Се надевам дека понатаму ќе се подобрат работите уште повеќе и ќе се вратиме на старите патеки на висок економски раст. Знаете што, на Македонија, за време на најголемата светска економска криза, не се случи ниту банкрот на банка. Не се случи да зголеми даноци. Нема земја од овие што се сега проблематичните да не зголемува данок, а и пошироко. Не се случи намалување на социјалните придонеси. Германија ги намали социјалните бенефиции. Не се случи отпуштање од јавната администрација масовно. Англија 490.000 луѓе отпушта од јавната администрација. Не се случи намалување на платите кои што преходно се зголемија во јавниот сектор. Не се случи намалување на пензиите на пензионерите. Се тоа беа опасности и се тоа беа предвози на многу луѓе кои што викаат треба сега рационално да гледат. Сите намалуваат плати, намалувајте и вие. Сите намалуваат пензии, намалувајте и вие. Никој нема да ви замери. Сите зголемуваат даноци, качете ги вие даноците, оти ќе пропаднете. Нема да издржите, после ќе ви е потешко. Ние добро се пресметавме. Каде што можеше нешто да се скрати, а да е безболно, скративме во однос на некои не толку битни проекти. Каде што оценивме дека е важно, социјалните помошти, пензиите, платите, работните места во јавниот сектор, субвенциите на земјоделците, кои што не само што не се намалија, туку растеа. Ние во 2008 имавме 70 милиони евра субвенции, во 2009 од 70
отидовме на нови 100 милиони евра за земјоделието, субвенции. А во 2011 веќе испроектиравме во буџетот кој што е во парламент 115 милиони евра. Точно онака како што ветивме преходно во програмата во 2008-та, пред почетокот на кризата. Значи, ја кажав, ние програмата која правевме, Немаше криза во сад. Не ја правевме за со криза, ја правевме дека ќе биде како во оние 2 години преходно. Така што, која зависи од каде ги гледате работите, знаете, ако гледате само голо, минатата година имало пат од 0,5% и ништо друго да не ви интересира за околностите во кои што живеела таа држава и целиот свет, тогаш да можете да речете тоа е едно мало назадување. Но ако видите во какви околности се имало минус 0,5, дека само 2 држави во Европа имале повеќе, од цела Европа, имале подобар резултат. Ако видите дека сте биле држава со најмал буџетски дефицит, што значи и најмало задолжување, ако видите дека една банка не ви пропаднала, ако видите дека пензиите не се намалени, во 2 години тешка економска криза, платите не се намалени, јавната администрација не е намалена и не се избркани луѓето на улица, социјалните придоноси не се намалени, еден куп други, нема девалвација на валутата, на денарот. Девалвација има низ еден куп држави. И надвор Европската унија и во Европската унија. Погледнете што се случува во балтичките држави, погледнете што се случува во Романија, во Турција, во Србија. Девалвација. Знаете што е девалвација? Така е. Паѓа стандардот. Губење на вредноста на платот. Цените одат нагоре, затоа што сите производи што се од надвор се плаќа, нели, тој што ги купува за да ги продаде во Македонија, ги плаќа во странска валута и автоматски после во денари цените ви растат. А платата или пензијата кога ја земате останува во денари иста, со тоа можете да купите помалку девизи, евра или долар или било што, поскапи производи во денари на рафтовите во продавниците. Значи, во една таква ситуација да се одржи макроекономска стабилност, да нема никаква девалвација, да се одржи во банкарството да нема колапс. Тоа е резултат на многу работа, на многу професионализам, но и на работата што ни беше преходна. Ја морам да кажам дека да ги немавме ние тие 2 години, 2007 и 2008, ние ќе имавме многу повеќе проблеми за време на кризата. Да не ги преземевме чековите со предвремено раздолжување, да не ги преземевме чековите со намалување на даноците, да не ги преземевме чековите во делот на банкарскиот систем, да не преземевме еден куп други чекови, ние за време на кризата ќе си имавме многу повеќе проблеми. Меѓутоа, значи, се зависи како сакате да ги погледнете работите. Ако некој сака голо да критикува по секоја цена, ќе рече да, падот од 0,5 е застои, но не е баш така. И не случајно ММФ, Светска банка и сите други кои доаѓаат јавно честитаат. Така. Значи не вака у канцеларија да ми каже тие честитаат, дома не јавно честитаат и во извештаи тоа го пишуваат. Тие честитаат, медиумите не ти го признаваат. Не, медиумите што не го признаваат, во ред, тоа е нивна работа дали ќе признаат или не. Мене ми е единствено жал што мнозинството граѓани не може да го почувствува тоа. Тие гледаат само дека е тешко. Тешко е. Мнозинството не може сега 2 милиони народ да отиде да види како е во Романија или како е во Грција или како е не знам во Ирска или дури како и во Германија, како се чувствуваат последиците таму. Тие не може тоа да го видат. И нормално е они да зборуваат само за тоа што они го живеат и они го чувствуваат овде како земјата. Па ги боли. Не ги боли, тука живеат, тука гледаат, тоа го коментираат. И тоа е дел од нашата судбина. Да, така тоа е дел од твојата работа. Ни се погодило во таков дел од период, во таков период на да се падне, да бидеме ние во власта, но и тоа е добро за државата во некој случај, во секој случај, затоа што па да беше некоја друга екипа, да беше некој од поранешните гарнитури економски, не сум баш убеден дека вака ќе завршише ситуацијата. Ќе се изнаграва аранжмани со ММФ, со тешки услови, ќе направеа девалвација, ќе зголемеа даноци, ќе избркаа од работа од јавната администрација, ќе намалеа пензии и плати и ќе речеа сите го прават тоа. И навистина, во таков случај не можеш кој знае колку да им забележиш. Па да, сите го прават тоа. И мене многу ми вика, вака економисти, добронамерници или можеби не толку добро, сега му е мајката. Сечи. Никој нема да ти замери. Меѓутоа, тоа дополнително ќе го усложнеше животниот стандард во државата. И јас не отидов во таа насока. Јас кажав, ајде да видиме што друг модел да најдеме, да некако испливаме од овој тежок период кога цел свет е зафатен со криза. Што е можно помалку штета. Што е можно помалку удари и врз целата економија и држава, но и врз граѓаните што живеат во неа. Лесна работа е, скратим 10% од пензии, скратим 10% од плати,
направи девалвација на валутата,